Трка помеѓу фармацевските компании ширум светот во производството на што поефикасна вакцина. Кандидатите за вакцини од Модерна и Pfizer наводно нудат над 90% заштита од COVID-19, а вакцината од британско-шведскиот фармацевски концерн AstraZeneca најмалку 70%. Сите надежи се дека вакцините ќе го спречат ширењето на коронавирусот во догледно време и ќе ја запрат пандемијата, но се уште нема прецизно истражување колку долго човечкото тело ја задржува заштитата од вирусот. Фармацевската компанија Модерна побара од регулаторите на САД и Европа да ја дозволат употребата на нејзината вакцина против коронавирус. Членовите на администрацијата за храна и лекови на САД треба да се состанат со советодавниот одбор за да ги разгледаат апликациите на Модерна и Pfizer, кои први аплицираа за итна дозвола за употреба на вакцината. Непосредно пред Модерна, компанијата Pfizer и нејзиниот германски партнер BioNTech побараа вакцинациите да започнат во декември во САД. Модерна ја разви вакцината со Американскиот Национален институт за здравство, а за време на викендот ги доби конечните резултати кои покажуваат дека е ефикасна со повеќе од 94% од случаите. Европската агенција за лекови објави дека исто така подготвена брзо да даде зелено светло за итна употреба на вакцината. Доколку САД дозволи итна употреба, Модерна очекува до крајот на годината да бидат подготвени 20 милиони дози за таму. На примателите ќе им бидат потребни 2 дози, така што количината е доволна за 10 милиони луѓе. Руската вакцина Спутник 5 ќе пристигне и во Србија до крајот на оваа недела. Претходно, руската вакцина беше испорачана и во Унгарија.